Амбасадорката на Германија во Македонија, Анке Холштайн, е гостин во Телевизија 24. Добре дојдовте, амбасадорке. Фала. Herzlich willkommen, Frau Botschafterin. Амбасадорке, големо е разочарувањето, веројатно знаете, на македонските граѓани по ветото на Бугарија. Дали и вие го делите тоа разочарување? Ja. Да. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin enttäuscht. Искрено да го кажам, јас сум разочарана. Und das kann ich auch für meine Regierung sagen. И тоа можам да го кажам и во името на мојата влада. Im Bereich der Erweiterung Во областа на проширувањето имаше голема цел на германското председателство. Und dieses Ziel eint uns mit der Republik И тоа ни беше заедничка цел со Република Северна Македонија пред крајот на годината да ја одржиме првата меѓувладина конференција со Европската унија. И со тоа официјално да се започне со пристапните преговори. Таа цел досега не можевме да ја оствариме, остануваат уште неколку денови, но веројатноста во овие последни денови тоа да ни успее не е особено голема. Ние како германско председателство појдовме од тоа дека ќе ни успее, ќе успееме да се постигне со земјите членки за отварување на овие пристапни преговори. Беше потребна и технички предуслов, тоа е преговарачката рамка за која што сите земји членки од Европската согласност мора да дадат своја согласност. Оваа согласност, за жал, не ја постигнавте. Имавме на маса многу различни предлози на маса. Огромно мнозинство од земјите членки го поддржаа тоа, но не успе да се постигне единство. И со тоа досега не е возможно да се отворат пристапните преговори. Но мора да се каже, во март земјите членки на ЕУ едногласно решија да ги отворат пристапните преговори со Северна Македонија. Таа одлука стои, не може да се врати таа назад, таа е обврзувачка за сите земји членки и за кредибилна ЕУ перспектива е важно за стабилноста на овој регион, за стабилноста и затоа мора набрзо да започнат овие пристапни преговори. Прашањето не е дали, туку кога ќе започнат. Да, тоа и Михаел Рот, министр за Европа, го кажа на Германија. И тоа го кажуваат и многу политичари, но станува фактот. Германија е председавач во моментов на Европската унија, но и покрај тоа не се спорни пријателските взаемни релации со Македонија. И токму можеби кога го спомнав тоа разочарување на почеток, се засилува што не се виде на јавна сцена, не се виде, тоа не значи дека зад затворени врати имало, не се виде посилен притисок од страна на Германија, односно од канцеларката Меркел, кон Бугарија. Како председатели со Совет, не сме ние тие кои што извршуваат притисок. Ние се обидуваме да постигнеме целта која што сакавме да ја постигнеме. Ако ние за времето на нашето председателство не успееме во тоа, тогаш ова досие ќе го предадеме на португалското председателство заедно со Словенија и знаеме дека тоа досие проширување е во добри раце кај Португалија. Тие не уверија нас и другите земји членки. Советот за општи работи кажа дека се ќе сторат следните чекори, колку што може побрзо да ги направат чекорите за Македонија да оди кон ЕУ. Ве прашувам за тој притисок заради тоа што факт е дека партијата на Бојко Борисов, ГЕРБ, е практично со германска поддршка направена. Токму заради тоа има со Германија силни врски и може да имаат влијание.
Германска амбасадорка во Северна Македонија не го коментирам тоа што не се однесува. Знаете, да, во ред се разбира. Ме интересира дали во суштина стои само бугарската блокада или пак постои нерасположение и од некои други земји за проширувањето. Знаеме Франција дека беше против. Gibt es keine Stimmung für Stimmung, ja, bei anderen Ländern. Во Советот за општи работи пред неколку дена навистина имаше опширна поддршка за германските предлози и затоа и за да се продолжи со Северна Македонија понатаму. Амбасадорке, кој е излезот од оваа криза? Во Европа имало многу дебати, многу конфликти, високи тонови, тензија, особено околу историјата. Тие се надминувани, се извинам што бе, тие се надминувани. На кој начин ова на Балканот тоа да се случи со леснотија? Aber leicht, mit einer Leichtigkeit. За сите земји добри билатерални односи, добри соседски односи. Тие се значени и тие треба колку што е можно повеќе да бидат конструктивни. За колку што е можно побрзо да се продолжи со приближувањето на Северна Македонија кон ЕУ. Билатералниот однос е добар, се сконцентрирате на теми кои не се контроверзни, коридорот 8, други мерки од инфраструктурата. Важно е оние разлики, билатералните разлики би требало да се решат билатерално и да се одделат од пристапните процеси, особено прашањата од историјата, тие се секогаш сензибилни и комплексни, тие не треба да се помешаат со пристапниот процес. Тоа би бил опасен президентен фал во регионот во однос на оваа перспектива на проширување. Реформскиот курс на владата е без алтернатива, нема ни друга алтернатива кон ЕУ интеграцијата, ако овој реформски курс се продолжи ангажирано, ако нештата и понатаму се движат напред забрзано, тогаш кога ЕУ ќе биде подготвена да каже да за почеток на пристапните преговори, тогаш Македонија ќе може толку добро да биде подготвена што се ќе оди многу побрзо. И со тоа не би се изгубило воопшто никакво време. Велите, историјата треба да биде тргната на страна. Дебатите на светско ниво веќе се завршени за фашизмот, за антифашизмот, ова е модерна историја. Geschichtsfragen sind immer komplex. Од историјата се секогаш комплексни и, например, Германија и Франција на нас не треба многу години за заедно, за да се занимаваме заедно со нашата историја, да преработиме. Но колку добро може тоа да биде, покажа дека на крајот ние имаме заеднички учебник по историја во училиштата и тој се предава во настава по историја. Моите деца, значи на француско училиште во Брисел, тие учеа со тој учебник. И има пријателски односи, се разбира, Германија и Франција. Циунген со Франкрај. Ние се гледаме како мотор на Европската унија. И на триото председателство Португалија, Словенија, значи словенците ќе продолжат со тоа, значи да. Мотор, но и столб, особено овие две земји. И заради тоа, кога говоревме за разочарувањето, вредностите на тие мотори, на тие столбови, на стари демократи, сепак се разрушени тие столбови заради бугарското вето и тука разочарувањето се зголемува дека заради политиката на вето, всушност една земја може, сите земји може да застанат за неевропски вредности. Благодарејќи на тоа вето. Naja, also es gehört nun mal
der Einheit in Vielfalt. Тоа е всушност разноличието во Европската унија во многу области. Во многу области мора да се работи со принципот на едногласност, поконкретно во областа на проширувањето. И од една страна е важно да има едногласност, така да се донесе одлука, од друга страна тоа може да биде проблем, но европските вредности, европските уверувања ќе доминираат и на крајот ќе имаме решение, ќе најдеме решение кое што ќе биде прифатливо за сите земји членки. Ви благодарам, амбасадорке, за ова интервју. Hvala.